според темелите на светската цивилизација вградени и изградени токму од македонците, навистина епитетот ризница или папок на светот е епитет кој најмногу одговара за овие географски широчини, токму за Македонија, за оваа територија и за македонците. Како во еден ограничен временски период да се потврди оваа теза? Па еве едноставно. Верувам дека археолозите ќе ви напомнат дека на територијата на сегашна Република Македонија, значи на само 25.000 километри квадратни, имате евидентирани преку 5.000 археолошки локалитети и уште 10.000 кои се неевидентирани во заводите за заштита. Значи, буквално на секоја точка на Македонија вие имате остатоци од цивилизација, но кога зборуваме остатоци од цивилизација, тогаш треба да го имате и предвид опсегот на длабината на археолошката вертикала. Македонија е буквално местото од каде што започнува европската цивилизација. Како го знаеме тоа? Енциклопедијата, односно големата монографија посветена на европскиот неолит, направена од професорот Марија Гимбутас, укажува дека од сите археолошки артефакти кои се собрани на територијата на Европа, најстариот се наоѓа на локалитетот Исар во Македонија и неговата старост е преку 7800 години пред нашата ера. Значи, оттаму многу е логично што првата архитектура, а архитектурата е темел на секоја цивилизација, ако немате архитектура, немате ни тоа, се наоѓа токму во Македонија. Ако цениме според фактите кои се наоѓаат во подземјето на Македонија, во подземниот свет, во подземниот урбанизам, не можете да најдете слично место со таква густина на вредности и таква густина на податоци и приказни како што ги содржи црвената македонска земја. Останува уште нешто што во овој краток приказ можам да го кажам за Македонија. Тоа е придонесот на Македонија во однос на значајните книги кои го бележат естетскиот и етичкиот модел на Европа. Многу е важно да се знае дека нашата писменост е древна. Тој факт се уште не е доволно раширен во светот, но се разбира дека таквите работи со оглед на поддршката која ја има науката и занесените истражувачи кои откако ја откриваат Македонија се повеќе навлегуваат во проблематиката. Сепак една американска екипа која се занимавала со откривањето на коренот на сите јазици и направи книга во потрага по мајката на сите јазици, таа го наоѓа коренот на јазикот не во Месопотамија, туку коренот на јазикот го открива токму на нашето македонско полуострво и открива околу 30 збора кои се неверојатно слични со зборовите кои и денес македонците ги користат во својот речник. Денес стануваме се повеќе свесни за вредноста на оваа земја и се надевам повеќе како граѓани и како македонци од денешнината ќе умееме, ќе знаеме да ја почитуваме.